се наоѓаме во кабинетот на министерката за труд и социјална политика Мила Царовска и секако денес ќе разговараме на тема безбедност и здравје при работа. Министреке, најпрво би сакала да ви се заблагодарам и што на некој начин ги отворивте вратите на вашиот кабинет и што прифативте поканата да учествувате во денешното интервју. Ви благодарам на поканата. Мислам дека ова е значајно прашање и ми е мило што вие го отварате како тема за разговор. Најпрво бих прашала каде безбедност и здравјето при работа во вашата агенда на активности? Така, сметам дека е високо и така и ќе се трудам да останам високо во мојата агенда, зашто имаме здрави и продуктивни работници, може да имаме и економски раст и развој во оваа држава. Ако немаме здрави работници кои што се спремни за работа и се намалува нивната продуктивност секојдневно, тогаш навистина не може да очекуваме и голем развој на нашата држава. Токму и затоа едно од основните прашања кои што приоритетно и отворивме беше националната стратегија за безбедност и здравје при работа. И сметам дека заедно со Советот се направи еден одличен документ кој што беше изложен кон јавноста, може да даваат коментари сите, беше отворен на нашата веб страна достапен и сега се сумираат сите коментари и забелешки и конечно ќе го затвориме и доставиме до владата на Република. Споменавте дека неодамна беше презентирана нацрт стратегијата за безбедност и здравје при работа 2020. Кои ќе бидат активностите кои ќе ги превземе и директно ќе ги реализира Министерството за труд и социјална политика во рамки на оваа стратегија? Така, важно ни е дека треба да адресираме едно клучно прашање, тоа дека во Министерството нема одговорно лице за безбедност и здравје при работа. И со ова укажуваме дека некако ресурси и капацитети внатре во Министерството имаме малку на располагање или немаме воопшто, за ова адресира и Европската комисија, која што проценува кои се нашите капацитети. Секако потребно ни е законската регулатива да биде унапредена, иако па законот ќе речеме дека навистина има усогласено многу европски директиви, сепак си бара одредени подобрувања на законската регулатива, едно, но од друга страна човечките ресурси и градење на човечки капацитети во делот на реагирање на системот за безбедност и здравје при работа е многу важен. Државниот инспекторат за труд, кој што од една страна треба да биде оној што следи како се имплементираат одредени политики и мерки, од друга страна треба да има и своја превентивна и едукативна линија. И сметам дека тука навистина треба да вложиме ресурси, токму тоа го предвидува и оваа стратегија. Исто така ние немаме кои се ризични, кои се поризични, кои се најризични професии и каков тип на специфични мерки треба да имаме ние како држава за да сите професии, да кажеме, ги доведеме на ниво на минимален ризик при работа. Такво нешто мора да се изгради и тоа не е процес кој што ќе почне денес, па ќе заврши утре и со тоа не имаме совршен систем на безбедност и здравје при работа, не е, тоа е нешто што ќе треба да се гради во наредниот период и токму затоа ни треба стратешкиот пристап и тој истиот ќе го примениме. Сметам дека со оваа стратегија за прв пат покажуваме дека ако се носи документ за исто треба да се одвојат финансиски средства. И токму оваа стратегија нема да биде носена без фискални импликации. Ние како министерство издвоивме финансиски средства кои што ќе бидат програмирани во буџетот 2018 година, но побаравме финансиски средства кои што ќе бидат од меѓународни организации и фондации сместени, но ќе бидат точно попишани дека ќе бидат финансирани и од кого ќе бидат финансирани активностите кои што се предвидени во оваа стратегија. Со тоа мислам дека даваме токму стратешки чекор. Имаме документ кој што има фискални импликации и кој што чекор по чекор ќе ги менува работите. Не велиме дека ова може да биде листа на желби, ниту дека ќе се исполнат сечи желби, но дека еден ритам на спроведување на мерка по мерка ќе воспоставиме. Според последната информација, во Македонија имаме околу 700 сертифицирани лица за безбедност при работа, околу 50 овластени здравствени ординации по медицина на труд, околу 50 исто така лиценцирани компании кои што вршат стручни работи од областа на безбедноста и здравје при работа, но меѓутоа се уште имаме голем број на повреди и смртни случаи предизвикани на работното место. Каде го гледате овој проблем, овој феномен, ако може така да го кажете? Ова е проблем кој што мора да се види од сите страни. Тоа што имаме ние сертифицирани лица, обучени лица, што имаме компании што обучуваат и така натаму и следат, не ни дава за право да кажеме дека нашиот систем е функционален во делот на безбедност и здравје при работа. Државниот инспекторат за труд има малку човечки ресурси кои што може да следат што ни се случува. Тоа е една работа. Втора работа ни е колку работниците ги почитуваат мерките за безбедност и здравје при работа. Колку нивото на работодавачот нивото на информираност на работодавачот е на ниво на кој што значи дека ако вие не го заштитите вашиот работник,
вие ги изложувате на ризик, со тоа го губите неговиот потенцијал и го ставате во ризик. Со тоа што нешто не само што сте изложени на финансиски последици после тоа, туку сте изложени на губење на работник кој што ви носел средства во вашата компанија или него ја губите неговата продуктивност. И сметам дека овој систем не треба да се заснова само на казни, туку напротив треба да имаме едуцирани работници, информирани зошто треба да ги спроведуваме заштитните мерки. Од друга страна, работодавачот треба да информира дека ако ги спроведува мерките, тој се штити себе, го штити работникот, ја штити својата компанија. Од друга страна, државниот инспекторат за труд не треба да цели да ги затвара компаниите кои што не ги почитуваат мерките, туку преку различни механизми да ги мотивира да ги спроведат мерките. Зашто вие кога ќе дојде моментот да почине работник и вие ќе ги спроведете сите дисциплински постапки после тоа, ќе го гоните и прекршечно и кривично и така натаму, ништо не сме направили. Сме затвориле фирма која што требала да дава лек на уште 50 семејства, сме изгубиле човек кој што работи. И ние треба да правиме се да не ни се случат последиците, а нашиот систем е научен кога ќе се случат последиците, аха, сега што направивте. И затоа јас како министер ќе го путкам државниот инспекторат за труд да биде на терен, постојано да следи што ми се случува. Но не само кога ќе влезе да гледа да казни, туку напротив да го мотивира работодавачот и работникот да ги користат сите мерки за заштита и безбедност при работа, за да можеме да ги придвижиме и другите аспекти од овој систем, не само репресивните. Тука би сакала да начнам еден друг проблем. Дали сметате дека одговорноста делно належи во оние сертифицирани лица за безбедност при работа, кои според наши сознанија се имаат здобиено со сертификати лица кои што немаат завршено на некој од техничките факултети, односно за заштита при работа или безбедносно инженерство. Сепак, ова информација нели од втора рака. Меѓутоа, ние како здружение доставивме барање до Државниот инспекторат на труд, до Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа и барањето повторно беше пратено до Државниот инспекторат на труд и се е така во круг. Меѓутоа, ние не добивме официјален список на стручни лица за безбедност при работа. Дали сметате дека и тука лежи еден дел од? Не можам да тврдам дали е проблемот тука или не. Дали сте го доставиле исто прашањето откако сум јас на функција или претходно, многу битно. Ако сте го доставиле дека јас сум на функција, јас одговорно ви тврдам дека ќе најдеме начин да ви го одговориме тоа и немам јас причина да кријам ако нешто е противзаконски направено, дури да одземеме лиценци. Што знаете дека тука се подпишуваат истите. Така да без никаков проблем, ако вие имате сознание, дури да не ја добиете целата листа, имате сознание дека 2, 5, 3 лица имаат лиценци, а таа лиценца е издадена противзаконски, ќе ја без никаков проблем одземеме и ќе известиме јавноста за истото. Поради тоа што и тие луѓе се дел од системот кој што треба да се грижи за безбедност и здравјето при работа. Ако тие се противзаконски се стекнале со нешто, како тогаш ќе очекуваме да тие го спроведуваат закон? Значи, навистина, очекувате дека ова министерство ќе работи најтранспарентно што може. Јас самата нема да го кршам законот и затоа очекувам да ми известите и без никаков проблем да ги добиете и сите имиња на лица кои што имаат лиценца. Не сум сигурна заради пристап до јавни податоци вие можете да имате листа, но дали нивните лични податоци смеете да ги посетувате, мислам дека се заштитени спреку Агенција за заштита на лични податоци. Така да ако имате вие име, презиме на лице кое што поседува лиценца, а не ги исполнува условите, известете ме мене, јас имам право, зашто јас имам да подпишам изјава да проверам дали е тоа противзаконски, имам право на надзор на Државен инспекторат за труд, неговата работа, ќе проверам и ако е тоа така, да утврдим фактичко состојба, ќе одземеме лиценца без проблем. Како последно прашање, но не помалку важно, нели? Дали ова министерство ќе има доблест прашањата поврзани со безбедност и здравје при работа да ги довери на професионалците од оваа област или пак ќе се повтори практиката од претходно? Не само професионалци, и токму затоа сметам дека итно ни треба до 2018 да работиме лице кое што директно ќе работи на ова прашање, кое што ќе се видат техничките факултети, кое што после тоа ќе се има до усовршување и знаење од областа на безбедност и здравје при работа. Едноставно не може да импровизираме понатаму. Се гледа дека со импровизација добиваме само зголемен број на повреди на работни места, смртни случаи, кои што не одат во ничи интерес. И нема зошто ниту еден политичар да импровизира со ангажирање на лица што не се експерти во областа. Напротив, треба да се бидат експерти, да се дојдат на свое место, за да едноставно го подигнеме системот. Ви благодарам на вашето одвоено време и се надам дека ова ќе биде почеток на уште поплодна соработка. Апсолутно сте на располагање за секоја